Почитувани гледачи, среќна нова 2020 година. На почетокот сме на уште една трета декада од 21 век. Од мое лично име и од името на целиот тим на Канал Вис ви посакувам успешна година полна со здравје и среќа и се разбира помалку грижи во годината која што ја почнавме. За овие први денови од 2020 година одлучивме темата на Визави да биде посветена на обичаите кои што се практикуваат и кои што се уште имаат свои траги во живењето на струмичани, Бадник, Божик и се разбира Коледе. Токму затоа мој соговорник е господинот Иван Котев, познат фолклорист и собирач на народно творештво. Господине Котев, добре дојдовте во Визави и ви благодарам за поканата што прифативте во овој 2 јануарски ден да бидете во нашето студио. Благодарам на убавите желби, па користам прилика и јас вам лично и на целиот колектив на ТВ Канал Вис да ви честитам новата година и да ви посакам уште поголеми успеси. Честитки до сите гледачи на ТВ Канал Вис со желби за здравје, благосостојба, љубов, разбирање и мир меѓу народите. Со овие празници се поврзуваат многу обичаи. Палење огнови, пеење песни, остатоци од некои древни обреди. Која е врската на верските празници со старите обичаи? Во навечерието сме на еден од најголемите христијански празници, Божик, кој се слави од раѓањето на нашиот Бог Исус Христос. Додуша, веднаш после раѓањето не се славил, тоа е 2-3 века подоцна, меѓутоа во меморијата на народот останало времето, местото и условите во кои се родел Исус Христос. Тоа е една прекрасна легенда, една прекрасна историја која што не кажува дека народот памти, знае и да раскажува, и да кажува, меѓутоа и да прославува. Познато е дека Исус Христос се роден во Витлеем во времето кога требало да се прави попис на римското население. Во тоа време Јудеја била под римска власт и Јосиф, таткото, и Марија, мајката на Исус Христос, тргнале за Витлеем, кај што требало да се јават заради да бидат попишани. Меѓутоа Марија била во напредната бременост и кога дошле во Витлеем немало место кај да се сместат и некои им препорачале една пештера кај што сточарите во случај на невреме ги засолнувале своите стада и тука тие се сместиле и во едни такви услови се родил Исус Христос. Кога се родил Христос, според легендите, блеснала една звезда на небото толку силно што луѓето тргнале по неа, таа го покажувала патот до пештерата и први дошле сточарите, што значи обичните луѓе да честитаат за Богомладенецот, и ангелите им рекле дека не се плашите од грмотевиците и од светлината, ни се роди нашиот Бог Исус Христос. Така и изванична верзија, меѓутоа така и меѓу народот. Сега за врската меѓу предхристијанскиот период, меѓу паганството, бидејќи тој празник се славил и порано, и христијанството е во тоа што врската е најблаго речено сонцето. Христијанската филозофија, христијанските мудрици, така да кажем, кои што се столб на учењето, го прифатиле овој празник и го инкорпорирале во својата вера како празник, како ден на раѓањето на Исус Христос. И баш за тоа некои пагански филозофии префарлувале, рекле, и вие го славате раѓањето на сонцето како што го славеле паганите. А големиот заштитник на христијаните
Свети Августин одговорил: ние не го славиме раѓањето на сонцето, туку го славиме оној што го создал сонцето. Со тоа им ги, што викаме ние, запечатили устите на сите оние кои што сакале да најдат влакно во јајето, така да кажам народски и така. Постојано се, уште од давнешни времиња се славел почетокот на новата година. Крај на една, без разлика што старите календари биле поинаку сметани или траењето на времето. Меѓутоа, кои се остатоците од некогашните славења на новиот почеток на новата година? Дали имате некои такви запишани? Да, и за тоа кажеме ги тоа, пред се некои учени луѓе зборот коледе го поврзуваат со коленде, односно календар. И навистина сакам тоа да кажам дека Божик е многу важен празник за целото човештво, бидејќи времето, кое што е бескрајно, се деле на време пред Исус, пред раѓањето на Исус Христос и после раѓањето на Исус Христос. Односно, време пред старата ера и време од новата ера. Тоа треба да го знаеме сите, бидејќи Исус Христос и неговото раѓање е стожерен белег за двете ери. Сега, ние знаеме дека христијанството инкорпорирало и други некои празници во својот календар на прослави и тие празници ги направило во големи денови, бидејќи големите личности ги обележуваат големите денови, а не деновите личности. А таква личност секој бил нашиот Бог Исус Христос, кој што со својот личен пример, со своето залагање, со своето учење оставил силни впечатоци на својата околина, на целиот свет и на историјата за сите времиња. Затоа ние го славиме овој празник, а како се славило порано? Во паганството, знае се, тоа било на еден прославување на раѓањето на новото сонце со палени огнови. Дури луѓето сметале дека сонцето е толку слабо, што ако запалат големи огнови, тоа ќе добие сила и енергија и ќе почне да свети по-силно. И ден денеска има, огновите се остатоци од тие и таквите верувања. Следуваат Коледа и Бадник. Меѓутоа, и во останатите празници кои што ги имаме во овој зимски период, се чини дека огнот е како центар на празнувањата, на случувањата кои што се останати од старите обичаи. Која е неговата символика, неговото значење? Огнот е символ на топлината, на светлината, на животот со еден збор кажано. Значи, огнот има и еден вид прочистителна функција. Кога ќе замине некој низ огнот, се сметало дека ќе ги изгоре злите сили, ќе ги изгоре сега со сегашни јазик кажано предизвикувачите на разни болести, просто кажано ќе ги истресе во пламенот и тие на тој начин ќе изгорат. Има голема символика огнот во религијата на сите народи од светот, па и во нашата религија. Меѓутоа, огнот како огон и ден денеска суштествува во обичаите во Струмица и Струмичко конкретно, па и во цела Македонија. Еве, тоа е, например, малку се и комерциализира на еден начин со запоштувањето на бадниковите гранчиња. За жал на Бадник останало и тоа од паганството, пиење ракија, пеење на песни во времето кога се палат коледарските огнови. Еве во Струмица јас сум забележал лично кога се пеат така наречени мрсни песни, а тие нема друга функција туку да измолат плодност кај стоката, кај луѓето, да измолат богат род на нивите, на пшениците, на пченките и така натаму со еден збор. Имале
имале карактер на имитативна магија. Со тоа што го пееме, што го кажуваме, што го правиме, што го јадеме на бадник, тоа да се роде во небите и ние ќе бидеме задоволни. Значи тоа е основната функција на огновите и на песните кои што имале цел да предизвикат богат плод, род и така натаму. Се чини дека песните се дел од сите начини на прослава и на празниците и на новите почетоци. Може ли да ми спомнете кое е влијанието, која е нивната поврзаност со славењето на Нова година, на Коледе? Јас имам забележено стотици песни и треба да направиме една книга од обредни обичајни песни, не само за Коледе, за Лазар, за Сурва и така натаму. И тие си живеат меѓу народот. Сега се малку во видоизменета и рудиментирана форма. Додека некој пат се пеело "Ој Коледе, мој Коледе, родило се Боже чедо" и така натаму, коледарите одат од куќе на куќе и пеат "Стани, стани, домакине, да отвориш тешки порти железови, ти дојдеа мили гости коледаре, ти носат добри вести, Бог се роди, Коледе." Тие биле вестници на раѓањето на Исус Христос. Што всушност символизира Коледе кај нашиот народ? Коледарите всушност се ангели кои носат вести за раѓањето на Исус Христос. Јас знам лично, бидејќи сум го славил Коледе во моето детство, еве конкретно ќе кажам, бидејќи тоа го имам доживеано во село Робово, кога ќе после 12 саат, кога символично веќе е роден Исус Христос, едно дете кога ќе биде највешто, најпрво ќе викнеше "Тупа, Коледе" и се собиравме од цело село деца на едно место. Тоа ствараше едно единство меѓу младите, меѓу дечињата. Ќе собиравме и знаевме точно во која куќа ќе одеме. Најпрво одевме кај куќата на Користо Дончев и неговата бабичка стрина Аника, кои што не пречекуваа со една голема плех со жар, и сите ние во тој жар, во таа пепел, ќе ставаме стаповите и ќе викаваме, ќе удариме со стапчињата "Тупа, Коледе". Се различуваа искри. Тоа е символ дека нашите викања, нашите желби за Коледе се устваруваат и искрите оде нагоре. Ние бевме многу радосни, пеевме и други песни. "Дај ни, бабо, колаче, ако немаш колаче, дај ми оревче" и така натаму. И домакините на секое дете му ставаа во кесенцето оревче или јабучка. Кесињата на торбичките беа направени од домашна, така да кажам, изработка од памук или од волна, не е бидно што, сушени со на врвца на вратот и сега си го носи своето кесенце. Помали деца, поголеми, се собиравме околу тие што дава "Дај на мене" и после малку се раздуваше групата, меѓутоа се одеше ни цело село и се скандираше, се викаше за раѓањето на Исус Христос и сите не пречекуваа со радост, а само таму кај Чекултористо, Бог да опрости, кај нив ударавме со стапчињата во огинот. Сте го забележали ли обичајот кога коледарите влегуваат и седнуваат во седалото од слама, па благословуваат во домот за да има многу деца, да има голема стока? Тоа е основната функција на коледарењето. Тие се, освен што го најавуваат раѓањето на Бог, на Господ, тие се и носители на благослови, така да кажам, кои што пожелуваат благосостојба, посакуваат на домакините плодност на стоката, род во нивите и така натаму. И се палиле, јас тоа лично го немам видено, меѓутоа сум слушал дека палиле од рж направени фигури на најразлични божества во кои верувале, со цел да се измоле богат плод и род
за луѓето. Кои се бадниковите обичаи кои што обстојувале и се уште се забележуваат во нашето секојдневие? Што се уште се негува и на кој начин се слави Бадник? Бадник е предвечерие на Божик. Познато е по тоа што во секое село има разен обичај, дури од куќа до куќа има разлика, а не па во една држава, да речеме, кој што е Македонија или още по другите словјански, христијански земји, меѓутоа едно е исто. Богата трапеза за сите е иста. Пеење на коледарски песни е за сите исто. Така да за трапезата е исклучително богата, меѓутоа исклучително постна храна и составена од земјоделски плодови. Значи, на трапезата мора да има зелник, мора да има лепче, во кое што има паричка, покасно ќе кажем и за неа нешто, мора да има риба, мора да има компир, кекирики, костени, значи сето тоа што земјоделецот го произведува и во што живее. Тоа е со цел да се измоли богат плод, да имат што пред се да се прехрануват и на вечер да се обраќа големо внимание. Тоа е цел ритуал. Домаќинките месат погача, во кој што некој се ставило исклучиво сребрена пара, меѓутоа сега се различно, само што ќе ја извријат, неле, и паричките ја стават во лебот, тоа е цела погача, и кога ќе дојде време за вечера, главата на куќата, тоа е таткото, најчест случај, ја кршат погачката прво на половина, и ако паричката се погоде точно дека е скршена погачата, тогаш се верува дека късметите во Господ. Потоа на секој член од фамилијата се дава по едно парче, се остава едно парче за Бог и за куќата. И пошто има кршењето на лепчињата, правене залак по залак, и тој што ќе ја најде е многу среќен, бидејќи се верува дека ќе има късмет во текот на целата година. Парички се дава на тој што ја добил, кај нас се става во винце, неле, да престое, и потоа има во некои краеви, ако сака да ја земе домаќинот на куќата паричката, ќе даде символично на одштета на тој што ја нашол во пари или во нешто друго, и така празникот добива една по-фина, по-човечна димензија, кога се веселието, радоста и среќата се помешуваат со ритуалите и со обичаите. Баклавата за Бадник и за Божик е неизоставен дел, меѓутоа се смета како деликатес кој што потекнува од Блискиот Исток. Можно ли е да биде тоа влијание на турското владење, на петвековното обстојување нивно на овие простори? Апсолутно се испреплетуваат. Јас лично сметам дека народот на Божикната трапеза ставал се што можел да стави и да се манифестира неговата секојдневна, да речеме, исхрана. Сега, дали има влијание баклавата од Исток, но не само туристи, и други доаѓали тук, трговци од Исток и така натаму, јас не може да кажам, бидејќи не сум го тоа прашање сретнал, меѓутоа интересно е за елаборација и тоа треба да се види, а не исклучувам влијание на другите култури врз нашите празници и врз нашите обичаи, меѓутоа тие си го задржале своето искунско значење и искунски ред на славење. И сакам да кажам и нешто друго. Божик, кој доаѓа веднаш другиот ден после Бадникот, неле, првиот ден, и домашен празник пред се. Има една пословица: дек да си, со кој да си, 2 дена пред Божик, 2 дена по Божик, дома да си. Тоа значело дека Божик е исклучително домашен празник, фамилиарен. Меѓутоа има едно друго значење.
Од Божик до Водици има 12 денови кои се наречени некрстени денови. Се сметало дека во тие денови дури Марија била леунка, по земјата почна да шетат разни зли сили, вампири, караконџули, вештици и така натаму, кои нанесувале зло на луѓето. И затоа има обичај кај нас играт русалии. Има групи русалийски, дори Киро Козаров има цела книга напишена за тоа, кои што имат строго одреден, обреден карактер. Русалиите пред да тргнат низ селото да шетат, не само низ нивното село, туку и други села, свештеникот ги разрешува дека не се христијани. Значи, како пагани, таа е строго пагански обичај, и тие одат од село во село, од куќа до куќа, кај што има болен, дори и за него играт специфични русалийски ора, се смета дека тој што ќе го допрат русалиите, дека ќе го здравее, и тие кога играт замавнуваат со мечовите, некој пат тоа биле вистински саби, сега се имитација од дрва, меѓутоа се сметало дека мавајќи со сабиите, тие ќе ги уништат злите сили кои што нанесуваат зло на луѓето. Тоа се играло се до Водици, кога е крстен Исус Христос и кога е крстена водата. Со крстеването на водата, нивните зли акции престанувале. Значи, па во таа смисла и поговорката, дек да си, неле, што да си, пред Божик, 2 дена по Божик, 2 дена дома да си, има и друго значение, да се пребере во куќата, оти тука му е најсигурно и тука влијанието на лошите сили е најслабо, најмалечко, да. Дел од обичаите полека избледуваат, но за некои пак постојат и силни реакции и критики за тоа што се практикуваат се уште, како масовното палење на големи огнови, бадниковите гранчења. Кое е вашето мислење за сите овие фракции и сите овие мислења кои што се настанати околу практикувањето на обичаите? Следејќи колку што можам да ги обичаите да ги следам, сметам дека фолклорот и обичаите се многу жилави појави и кои што многу тешко можат да се искоренат. Тие имат своите корени ги влечат од најдалечното минато и се вгнездени во свеста на поединците и во колективната меморија на народот. И сметам дека не може да се искоренат, бидејќи тие се прилагодуваат, може да се видоизменат. Јас, например, ќе го кажам примерот со малку дигресија со чуването на куќите. Куќе чува, ќе дојдат гостите и во кофичкиот ќе ја слават после. Јас мислам дека функцијата на обичај чување куќе било цела вечер да се чука со тапане, со лажици, со паници, ако има некој лош дух или што останува во куќата, да биде истеран од дома. Сакам да кажам дека и овие обичаи се прилагодуваат, божикните обичаи. Ние не можеме да го отстраниме обичајот, например, за Коледе, да не даваме на деца плодови, тврди плодови. Или огновите. Јас знам оти има работи кои што не само со христијанската етика косат се и со обичната наша етика. Например, пие се доста топла ракија, мезе се мезат со скара и така натаму. Меѓутоа народот се прилагодува на своите видувања и верувања. Во таа смисла ќе се постојат обичаите. Не може, уште Кирил Печиновик на своето време дигнал глас против пеенето на он како што вика бесовски песни. Тие се, што викаме ние сега, мрсни песни. Меѓутоа тие си имале своја функција и ден денеска ја имат во редица обичаи кои се поврзани со великденските празнувања, со прочката и така натаму. Значи тоа го има и тоа ќе постои. Колкав е фондот на народно творештво од сите жанрови кое што го имате собрано, а се однесува на овие празници?
кога ги запишувам лично, јас говорам за мене, поговорките, пословиците, песните, јас веднаш ги селектирам, божикни, коледарски, сурварски, великденски и така натаму, така да кажам, иако не е многу голем бројот на сите песни. Коледарските са многобројни, лазарските. Меѓутоа, конкретно за Божик, за Марија, за Исус, за раѓањето на Исус, има песни, тие не се толку многу бројни, меѓутоа постојат. И постојат и во зборниците на нашите претходници, Миладиновци, Шапкарев и така натаму. И од тие песни да се собере, да се направи еден голем зборник, мислам дека ќе биде многу корисно и за народот, и за науката, и за сите нас. А песни постојат, јас се носам со идеја дека треба тие песни да бидат обнародени, селектирани, изберени и проучени, точно да се каже каква е нивната функција, каква е нивната порака и каква е нивната важност. Што подготвувате за оваа 2020 година? Дали имате готов материјал кој што би требало да влезе во печат? Јас благодарам на ова прашање и повеќе пат сум рекол дека каналот ВИС доста помага лично на мене и на фолклорот од Струмица и Струмичко со тоа што актуализира одредени појави и состојби. Јас оваа година, здравје нека е, неле, планирам да печатам големиот зборник на народни приказни, волшебни народни приказни сказни, кој што ќе биде во обем негде околу 500 страни, голем формат. Тоа ми е животна желба. Има некои индикации дека ова ќе ми се оствари. Иначе имам 2-3 збирки песни и реалистични приказни кои што можат утре да ги печатаме, меѓутоа давам приоритет на оваа и сакам да направам една помала книга одразот на Првата светска војна, евентуално може и Балканските војни во фолклорот од Струмица и Струмичко со песни што лично јас ги имам запишено. Тоа ќе биде помал обим, тоа може лесно се направи. Барем 1-2 книги оваа година да издадам. Иначе следуваат обработка на целокупниот материјал. Мислам дека 10 тома материјал може да се направи за 2-3 години. Се надевам дека овие крупни проекти ќе успеете да ги реализирате и дека ќе останат како траен белег на вашата работа, но и во ризницата на македонското творештво, кое што навистина е многу побогато благодарение на вашата собирачка дејност. Благодарение на мојата за ангажираност, меѓутоа благодарение и на тебе лично како Сузана Мицева и на Ана Витанова Рингаджа, која што на еден, да не кажам волшебен начин, ме промовираше на сите симпозиуми кои се одржават во Скопје, во Струмица и на други места, и веќе научна јавност веќе почна да ме поотблиску запознава и да ме, како да кажам, бара веќе за многу работи, а до сега тоа се држеше малку во една изолираност, бидејќи не се ни тие криви, ние сме, како што кажа еден од говорниците на мојата промоција на книгата, ние сме во едно ќоше во Македонија, кај што до сега, дури ние да настанеме, еве, јас, вие, немаше објавено од фолклорот ниедно рече. И затоа, уште еднаш ви благодарам на сите, не само на Георги Калајджиев, на целиот персонал канал ВИС, на струмичкиот народ, така да кажем, кој што ме доста добро прифати, и на целиот македонски народ и на овој начин им честитам и нова година, кој што има во своите души, во својот разум, во својата меморија толку многу песни кои што уште не се кажени, а кои што треба да се запишат и обнародат. Ви благодарам за вашето учество во оваа емисија и се надевам дека ќе имаме уште убави поводи следниве месеци да разговараме и се разбира да бидете гостин во нашата телевизија. Јас ви благодарам на поканата и секој пат сум спремен да се работам со ТВ каналот ВИС. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што наследевте. Имајте убав почеток на новата година и се разбира среќни божикни празници.